Жетварско пеење. Жетварското пеење, како дел од духовната култура, е во тесна врска со степенот на технолошки развој на преиндустриското аграрно општество, односно уште од првата појава на земјоделието. Тоа се забележува по некои архаични елементи во обичаите, обредите и верувањата при изведување на жетварските песни, како и по начинот на пеењето, односно антифоно-бурдонскиот тип на пеење, чии траги се задржале во жетварското пеење до денешни дни. Денес жетварските песни се примаат како чисто естетско доживување од страна на рецептивното уво на современиот човек и истражувач. Па така, жетварските песни представуваат скапоцено наследство на аграрниот традиционален фолклор на македонскиот народ. Посебноста на македонското жетварско пеење се манифестира преку колективноста на изведбите, која се изразува како во работата, така и во пеењето. Преку силно нагласена улога на жената, како во процесот на жетва, така и во жетварското пеење. Преку техниката на групното жетварско антифонно пеење, односно изведување, наизменично, во информација на 2 или 3 групи по 3 пејачки, што зависи од бројот на пејачките. Најпрво настапува првата група пејачки, пеејќи ја мелодијата од првата мелострофа. И кога таа ќе заврши со своето излагање, настапува втората група, преземајќи ја мелодијата од првата група со идентично повторување на мелострофите во еден континуиран тек, без застој, и во жнењето, и во пеењето. Кога ќе заврши втората група со излагањето на текстот и мелодијата од првата мелострофа, повторно се јавува првата група, пеејќи ја втората мелострофа и така натаму. На тој начин се создава клучно антифонно пеење на песните во рамките на целокупниот обреден начин, што укажува на една пејачка практика во Македонија, која поттекнува уште од почетокот на 14 век. Посебноста на жетварското пеење се манифестира и преку прекините, односно цезурите, во стиховите и мелодиите кои се јавуваат на крајот на првиот мелостих или на крајот од мелострофата. Преку интерактивниот однос меѓу текстот и мелодијата, при кој жетварското пеење настанало како резултат на фонетскиот процес на зборовите и музиката, кој се развивал во текот на едно подолготрајно искуство. Жетварското пеење во Македонија обединува повеќе карактеристики на старата вокална традиција, како автентично и зачувано добро во меморијата на носителите. Тоа е од непроценливо значење за културниот идентитет на населението. Неговата интегралност изразена преку степенот на единство на неговите форми и функции, во висока мера ги задоволува критериумите за неговото културно, уметничко, научно и општествено значење.